Се надам дека уживавте кусо во разговорот, баш денеска некако музиката и уметноста ќе доминира овој понеделник, барем и во овие утрински часови. Повторно се случува коинциденција. Прво ќе го поздравам нашиот Илија Ќосевски, кој што е директор на училиштето Сергеј Михајлов од Штип, професор, композитор, кантавтор и музички визионер би рекол. И иако нели спомнувавме можеби дека ќе се обиде, меѓутоа со оглед на овие дека први утрински часови сепак е дома со семејството, сепак го чека нели и енергија која што треба да ја посвети за студентите и повторно да се посвети на работата и овој понеделник. Следна прилика можеби ќе го посетиме во музичко училиште. Илија, добро утро од целата екипа на Утринска телма, ти благодарам. И знаеш што на самиот почеток ќе ти кажам, се случи коинциденција. Веднаш по нашето јавување и слушање се договориме околу ова утринско будење и интервју. Знаеш ли кој денеска ни доаѓа на гости? Да, слушнав во најавата. Ето, да знаеш, повторно коинциденција. Сакало нема, некој пат се случуваат работите кога и најмалку очекуваме. Така што баш ми е драго што ќе ја спојам таа комбинација повторно во телевизискиот етер, ти и Наталија Данилова која што ќе ни пристигне за новата песна во која што имаше прилика и ти да работиш. Пријателе, добро утро од Скопје. Како е утро во Штип? Колку степени Целзиусови? Многу Целзиусови. Топло е доста, уште рано наутро е доста топло во Штип. Така да денешниот ден ќе биде долг. Ќе биде долг. Ама како и да е, познавајките со визијата и моките што ја имаш конкретно да го пренесеш своето знаење, искуство, таа баш така насмевка и големо срце, верувам дека денот ќе биде за тебе и што се вели мачја кашлица, вака иде, метафорично кажано. Како и да е, не случајно ти имам денеска во рамки на сценариото на Утринска на телма, со оглед на тоа дека имаш прилика да бидеш дел токму од Сергеј Михајлов, како директор сега овој пат, токму нова музичко училиште во Штип, и не би сакал да отфрлиме можноста и да не спомнеме дека ова училиште кое што го носи името на Сергеј Михајлов, основоположник на музичкото образование во Штип, автор на првата опера, ако не грешам ќе ме поправиш, изведена во Македонија, тоа е Палјачи, во далечната 1925-та. Починате 75-та и токму оваа година се одбележуваат 50 години од неговата смрт, меѓутоа ако не грешам пак и годинава ја имате таа јубилејна бројка 100 години од првата опера во Македонија. Меѓутоа повеќе за ова за скоро, за надпреварите, за уписите и така натаму. Јас би те прашал обично како е почетокот на семејството Ќосевски наутро. Дали сега сте во моментот станати, подготвени за предизвиците овој понеделник? Додека при крајот на учебната година, инаку до сега имавме си секој ритуал, се станува наутро, се спремаме за кој за работа, кој за на училиште. Мојата ќерка заврши прво одделение, се спремаше за училиште, се носи неа на училиште и моите работни обврски почнуваат уште во 7:30. Имено, а кога освен семејството, кои се можеби првите три работи кои што те мотивираат, и пријателите, учениците, музиката? Самото обкружување, самата чест што сум дел од Сергеј Михајлов е една позитива каде што овие 14 години како работам во самото училиште ми е инспирација како понатаму да ги образуваме идните наши уметници, идните наши музичари. Така да тоа е една голема инспирација. Таму имат настанато голем дел дури во тоа училиште имат настанато голем дел и од моите песни, моите аранжмани, самата идеја. Да, таму е... Баш ти е јадрото на животот, мислам дека ова училиште, ќе се согласам. Таму е моментот каде што се ствара таа магија за било која музика, бидејќи таму си обкружен со разни звуци, со разни вежбања на самите ученици. Кај нас не е забрането да вежбаат во ходник, не е забрането да вежбаат во соседниот кабинет. Така да за некого би било тоа еден вид хаос, но за нас е секојдневие и така да тоа ме и плюс ме има мотивирано, да кажеме, во таа музичка моја изразба за моите дела, па и за идните генерации, како да го трасираме патот.
Јасно, и мислам дека не постои дејност како што е музиката, баш од културен аспект, музички аспект, која поврзува генерации, нации и баш носи радост за многумина, така што верувам дека и работењето во ова музичко училиште особено некако те ожива и во оваа нова епоха сега да можеш да бидеш и директор. Меѓутоа, 14 години не е мала бројка за да се посветиш конкретно на студенти, на ученици. Дали како би ги опишал денеска? Дали ги гледаш можеби како традиционални уметници, млади креатори или пак некоја симбиоза помеѓу овие две работи? Видите, новите генерации, секоја генерација си носи своја енергија, своја визија во иднина. Генерациите порано беа, можам да кажам, многу поскромни некако. За разлика од денешнината гледаат дури да го зграбат секој ден. Самиот брз начин, самите брзи информации што ги доаѓаат и тие посакуваат за брз успех, но тука сме па ние, менторите, наставниците, да им кажеме дека некогаш треба да дадат и некоја минимална кочница, бидејќи не се случува, бидејќи ако чувствуваат дека треба утре да се случи успехот, може да дојдат како сакаат брзо да стигнат до успех, така можат и брзо да стигнат до разочарување, бидејќи патот барем во музиката е доста долг. Доста треба да се посветиш на работата, доста време треба да посветиме на пракса, можам да кажем, на вежбање, на осознавање на се повеќе и повеќе, бидејќи знаете, музиката е едно чудно нешто што постои, а не можеме да го допреме, само можеме да го почувствуваме. Да, јас секој пат велам дека музиката е баш една дефиниција на синестезија. Слушаме, вкусуваме, чувствуваме, а невидливо е. Тука е некако само присутно можеби за слухот. Меѓутоа добро што го сподели. Меѓутоа, која е можеби таа мала промена, Илија, еве и како професор и како кантавтор, долги години работиш со многу артисти, она додека јас и ти говориме можеме да забележиме многу сцени, многу изведби и релации кои што ги имаш и не е малку сето тоа да го обсервираш во животот барем досега. И тие имаш, мислам дека таа убава страна на животот да запознаваш различните биети, карактери, животни предизвици и приказни. Меѓутоа, која е таа мала промена што најмногу можеби те радува кај некој од учениците? Првите ноти, првата соло изведба, првата награда, што ти е сатисфакција духовна? Знаете, кај нас доаѓаат, некогаш доаѓаат, нели, музички подковани, но еве, јас сум во тој оддел, во теоретскиот оддел, како наставник сум во теоретскиот оддел, каде што предавам, нели, народни инструменти и најчесто кај нас доаѓаат и не толку музички подковани ученици или се музички подковани, но не се насочени кон традиционалната македонска народна музика. И еве овде е најубавото нешто каде што ќе го отсвират првото парче музика на традиционалните македонски инструменти, бидејќи колку и да изгледаат тие лесни, не се баш лесни за изведба, не се баш лесни за изучување. Тие се едни моменти каде што ќе осознаат ритмиката на нашиот мелос, каде што ќе го осознаат, каде што ќе почнат да произведуваат тонови. Натаму постепено и наградите, многу нормално, секој еден наставник е горд кога неговите ученици освојуваат безброј награди или настапуваат како во нашата држава, така и надвор од неа. Јас се радував, најголемиот успех ми е прв пат кога ги изведов надвор од државата. Тоа беше пред 11 години, 2014 година, каде што јас кога се враутив и така разговарав со учениците, а појма немав дека ќе се случи тоа. Дека им кажував, ајде дојдете да учите народни инструменти, знаете, ние сме амбасадори, морам ќе ја представуваме нашата држава надвор од земјата, иако искрен да бидам, во тоа време немав никаков контакт со надворот за нашата земја, но тоа што ќе посакаш, знај дека некогаш можеби и ќе се оствари. Така и со таа теза тргнав јас во
тој правец, па еве до ден денешен мислам дека постојат над 10 земји каде што мои ученици ја представувале нашата култура како од околните земји сите, така до Сицилија, Сардинија, Португалија и ред други други географии и држави во светот. Знаеш како пред известен период, не би сакал сега нели да откривам кој ми кажа, меѓутоа сепак се нели твои колеги од сцената кои што ги прашав колку е голем интерес од тебе во и музичкото училиште Илија Николовски Луи, ќе те прашам и тебе, бидејќи мислам дека не само што е музички град, вистина е колепка на и фестивалот Макфест и мислам дека баш Штип вибрира и живее за музиката. И тој ми вели што би ги терал сега младите да се запишуваат некој професор по вокација, фантастичен нели за гитара, вели кога нема парче леп. Ова сосема друга страна ми ја кажуваш ти и од друг аспект. Сега некој од нас некогаш можеби некои предизвици животни па му носат таква одлука или такви зборови или таква реакција. Меѓутоа сепак мислам дека ова е уште една потврда дека не би требало да се откажуваме од сонот ако тоа е музиката, бидејќи не знаете во што тоа ќе се трансформира. Ако сме конзистентни, во континуитет, посветени можеби на оваа дејност и поле, вистина може да се случат неверојатни пиедестали, животни пред се и одличја кои што животот сам по себе ќе ни ги донесе. Бидејќи убаво спомена, нели денес младите кои што се некоја своја сила и генерација, имам чувство дека прекунок сакаат да ги јадат, да ги вкусат овошките од нели она што го создавале, како да не можеме да се стрпиме малку барем она што ќе дојде веројатно можеби како еден фил и уживање на животот па и на професијата. Не би сакал само да споделам нели и за твоето работење, важно е ова што ќе го споделиме во продолжение дека вистина имаш прилика баш додека си и на раководното место токму на Сергеј Михајлов во музичко училиште во Штип, да се случат убави два големи јубилеи. Како што кажав, тоа е 29 август 1925 година беше првата опера. Како планирате училиштето да го одбележи овој датум? Претпоставам дека тоа ќе биде баш и на овој датум. Вака, јас само ќе се надоврзам на мојот колега, не би се сложил дека во музиката нема за парче леп. Тоа е, како да кажам, штета што денес се гледа дека музичарите мора да бидат или наставници, или, како да кажам, или да бидат клубски свирачи, или еве, да свират на прослави, на свадби и свечености. Не би се сложил со тоа, бидејќи јас еве, бев дел од свадбени свечености и такви работи, бидејќи моите инструменти го налагаат сето тоа. Денешното време е многу поотворено за музичарите, каде што можат да се најдат во правецот, да кажам, во музиката. Можат да спечелат, еве, интернетот е доста отворен. Така е. Можат да спечелат да прават разна музика, да ја продаваат по платформите, музичките платформи, по разни интернет страници каде што се прави музика, па некој друг ќе го откупи, дали некој семпл, дали некој луп ќе ви откупи. Така да јас сум жив сведок каде што имам работено и на музика за игра. Мои колеги исто така доста работат на музики за игри, за видеогейминг. Да, побарувачката е голема од секој аспект што ви личи, за филмската и културната дејност. Само треба да го најдат својот правец во креирањето едноставно, така да постојат платформи каде што бараат, еве, за инструменталистите ќе споменам, постојат платформи каде што бараат да се отснима некое парче музика, некое дел од неговиот инструмент баш, дали ќе биде кларинет, дали ќе биде виолина, како студиско снимање, му се испраќаат ноти, за тоа не ви треба некоја посебна опрема, ви треба микрофон, музичка звучна карта и еден компјутер, каде што сето тоа можете да го направите и да спечалите исто така добри финансии. Така да не би се сложил дека не може да се спечели во денешно време, напротив, јас мислам дека можностите се неограничени, баш убаво кажа.
Да. И тоа ги налагам денешните деца да се фокусираат исто така во тој дел, бидејќи знаеме колку музички училишта постојат во нашата држава. СНС се 4 средни музички училишта, 2 факултета, значи толку е за наставници, колку и да сакаме да имаме нови кадри, толку и не можеме да ги сместиме сите да бидат наставници. Така патот е отворен, светот е отворен, може да одат да концертираат. Секогаш им, јас еве кога се запишав на факултет, никогаш не мислев дека ќе бидам еден наставник, туку мислев дека ќе концертирам, дека ќе бидам еден Симон Трчевски, дека ќе го представувам светот, дека ќе представувам Македонија во светот, така да доколку бидеме упорни во било што се можеме да си го најдеме својот пат. Тоа е околу констатацијата на колегата. Да, а инаку околу двата јубилеи, еве правиме напори да се одржи на доста високо ниво. Имаме комуникација со сите државни установи. Сакаме да го одбележиме, бидејќи сепак не е мала работа да имаме 100 години отправа и изведба на опера во Штип, инаку била поставена само од Сергеј Михајлов, тоа е операта Палјачи. Во тогашно време, знаете, пред 100 години, каков бил животот во Македонија, тој можам да кажам дека Сергеј Михајлов е малку познат во музичката историја на Македонија. Инаку, да не грешам, тој е руски емигрант и основоположник на музичкото образование во Штип. Да, не само во Штип, тој има дојдено после тие нивни граѓански војни. Има дојдено во Македонија, најпрво мислам дека бил во Гевгелија. Така? Што еве основа некоја мислам дека бил наставник во гимназијата во Гевгелија, подоцна се сели во Прилеп, па во Штипе отпосле дојден во 1923 мислам дека првично доаѓа и за многу кус период ја гледа страста кај голем дел наши сограѓани, нема да кажам музичари, бидејќи во тоа време и не постоело професионални музичари во нашата држава, бидејќи не постоело ниту едно музичко училиште. Нашето училиште е од 1946 година основното музичко и средното од 61. Така да тоа е еден од основоположниците, можам да кажам, и креаторите на културата и музиката и уметноста како во Штип, така и мислам дека и во нашата држава, бидејќи да поставиш една опера во тогашно време било, како да кажем, како денеска да направите вистински преседан, така е. Да. Тоа било едно убаво време, едни убави мотивации за работа, да собереш, да најдеш талентирани луѓе кои едва и знаат, еве да кажеме, да потпевнат, ти да поставиш една опера во Штип, иако не била поставена со симфониски оркестар, туку била поставена само со вокали и тој свирал исто така на клавир, инаку бил доста голем и композитор. Има многу дела оставено, се надеваме дека на јубилеот како на 100 годишнината и 50 годишнината од крајот, можам да кажам, не од смртта, од крајот на неговото музичко патување, бидејќи тој бил до последен момент вклучен во музичкиот свет во Штип, бил цело време активен, бил доста, еве, пред некоја недела разговарав со негови бивши ученици во Штип, бил доста така строго настроен и секогаш бил сериозен, секогаш бил професионален, можам да кажам со еден збор. Имено.
Дали имаме само, да речеме, за окружување на убава успешна сезона за музичкото училиште и да не погрешам, ова нека да биде речиси пред крајот на нашето ова телефонско јавување. Ти ми спомена дека и овој понеделник е последниот ден за уписи, ако не грешам, Илија, така? Да. Денес и утрени се последни денови за упис, за електронското пријавување за нашето училиште, односно за сите училишта. Така да ги поканувам сите идни љубители на музика, не мора да се талентирани како тие што сакаат да си кажат. Затоа сме ние овде за да го најдеме нивниот 1% талент и да ги доформираме, бидејќи знаете 1% е талент, 99% е работа. Само работа и труд, така е. И да ги усмериме и да бидат еден ден наши амбасадори, наши уметници. Така да ве очекуваме сите идни музичари. Илија, дали може тоа да се направи или онлайн, или ќе мора физички да се појде во училиштето во Штип да се запишат новите ученици? Не, ова е секаде во нашата држава веќе се пријавуваат електронски преку услуги, се најавуваат преку нивните скус мејлови и се аплицира во нашето училиште и така да исто од оваа година новитет внесовме и за електронско пријавување и во основното музичко училиште во Штип. Така да колку повеќе ги улеснуваме работите на идните генерации, толку поубаво и полесно може да дојдат до пристап до нас. Да. Додека пред да се одјавиме, додека оние кои што не гледаат на Телма ќе си уживаат со нашите содржини, имаме дошто што да понудиме денес. Јас не можам да избегнам само и да те прашам, бидејќи годинава се случува и големата 40-ка, 4 децении од Макфест во октомври, и знам дека си човек кој што долги години работи всушност со бројни артисти кои што конкурираат токму за секоја година за Макфест. Верувам дека се подготвувате полека со оглед на тоа дека многумина и очекуваат. Ги слушам и моите колеги нели од другите медиумски куки, знаат да најавуваат дека со нетрпение се чека Макфест година, бидејќи некако веројатно самиот јубилеј ќе донесе една поинаква тежина за Макфест. Можеби единствениот фестивал кој што остана конзистентен и без никакви цунамија и можеби предизвици кои што се случуваат во нашето живење, не прекина да работи, да создава, можеби да биде сцена за нови идни музички таленти. Додека јас и ти говориме, може да иде песната на Наталија Данилова, бидејќи таа и всушност меѓу другото имаше прилика и да настапи на Макфест, да биде и наградувана и така натаму. Работиш ли на нови теми со нови артисти? Конкуриравте ли годинава за октомври месец? Да, оваа година ќе се за сега сигурен е каде што ќе настапи Мартинијан Кириловски со моја композиција, се работи на самата песна, бидејќи имавме соработка скоро со него, извадивме една прекрасна балада, можем да кажем. Со него ќе настапам, се надеваме дека еве и Наталија живи здрави ќе се потрудиме да ја видиме и оваа година на Макфест со една поигрива песна. Па ќе видиме како ќе испадне до самиот крај, бидејќи инаку 40 години и како е важно за нас. Да, затоа го истакнав некако. Мене ми Макфест ме потсетува на детство, на семејство, на пријатели, на дома некое мало гезме пред македонската радио телевизија која што беше нели и од секогаш можеби како национален координатор во сето тоа искуство да го пренесе, бидејќи од таму се започнува некако нели таа симбиоза и овој национален медиум всушност ни ги пренесе уште во 80-тите години. Денеска сето тоа нели со една поинаква креатива и музичко остварување, меѓутоа има ли убава надеж за да се одбележи баш така на фин начин Макфест годинава? Да, и такако. Оваа година мислам дека ќе биде една од убавите години. Не смеам многу детали да откривам, бидејќи знаете, ние во Штип се си знаеме. Така да ќе биде доста добар, можеме да кажеме само дека ќе има доста артисти од дури од поранешните ју простори. Голем дел ќе се изведат големи хитови на овој фестивал.
Но Претпоставам дека ќе бидат вклучени ветерани од нашата музичка сцена, години кои што дотираат на нашата сцена, претпоставам дека и визуелно добро ќе се донесе, само да едно прашање да ми откриеш, ќе бидам задоволен. Дали повторно ќе има оркестар и баш една симфониска цела оркестрација на самата сцена на Aca Shop во Штип? Да, и оваа година ќе си продолжи со оркестарот во состав како ланскиот оркестар што беше поставено. Ќе биде составен од повеќе од 20 музичари, каде што ќе бидат изведени сите композиции како со придружба, така и со самите вокали. Значи ќе има оркестари оваа година и ќе видите, нека биде изненадување. Веќе се објавени песните кои ќе настапат или тоа се случува пред почетокот на Макфест? Како оди обично или? Конкурсот е завршен, веќе се објавени песните кои се примени на самиот конкурс. Веќе се објавени песните, така. Да, и остануваат уште неколку нели по нарачка, бидејќи пак треба да се задржи вниманието, односно квалитетот на самиот фестивал и од секогаш се правеле нарачки од самиот почеток на фестивалот, така да ќе имаме добар фестивал, ќе се одбележи добро. Оваа година мислам дека и можеме да кажеме и дека ќе се како се надградуваме, секоја година треба да биде според мене се подобар и подобар. Дефинитивно. И само на крај ќе предложам до сите гледачи на Телмо телевизија да слушаат македонска музика, да поддржуваат македонска музика, да не бидеме толку големи критичари кон единственото нешто што ни остана. Така е. И тоа е единствениот фестивал каде што се одржува во живо, каде што се изведува во живо. И да не забораваме дека сепак фестивал кој што доживеа некое свое ново раѓање и рекалибрација последниве години, интересот е пак повторно се врати за Макфест, така што драго ми е што овој октомври можеби и Телма телевизија ќе видиме, можеби ќе отпатува, ама секако ќе бидеме тука како медиумски поддржувач да го најавиме секако фестивалот. Не сте во секое време, така да имате еден домаќин каде што топло ќе ве пречека. Супер. Илија, многу ти благодарам. Се надевам дека ни ти одзедовме многу време. Некако искористив прилика со оглед на тоа дека се јавуваш и од Штип, имаше доста работи за кои што би сакал да збориме, вклучувајќи го и секако Макфест и јубилеот на музичкото училиште, и да не забраваме уште еднаш последните уписи токму во Сергеј Михајлов во Штип се случуваат денес, како што кажа и тој. Голем поздрав, бакнежи, до тебе и до целото семејство и многу љубов, па се гледаме за скоро, кога сме кај музиката, нели тоа ќе го пренесе искуството и со... И благодарам еднаш за поканата. Во секое време.